Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Драгче. Денеска е убав ден, ден кажан како водици, ден кога се јавил Бог на крштевањето на Исус и затоа се вели Бог се јави, навистина се јави. Навистина ми е мило кога овие духовни празници ги празнуваме или ги чествуваме во еден духовен ритуал, во една убава атмосфера, кога целиот народ е сплотен на едно место и навистина тоа е убаво, тоа покажува љубов, затоа што Господ рекол, онаму каде што сте вие, таму сум и јас. Оној кој што ќе ме почувствува во себе, јас секогаш сум со него. Значи, каде и да се појавиме и со кого и да сме, Господ ни ја слуша и молитвата, па и кога и да сме сами, и во мир и во тишина, со молитва, да го повикаме Бога, тоа е до нас. Знам дека денеска многумина бевте на водокрст. Знам дека многумина гледавте како се фаќа крстот во водите, онаму од каде што вие се доаѓате. Се надевам дека убаво си поминавте и сега моментот е кога ние ќе правиме едно убаво јадење за да ви причини и вам задоволство. Вообичаено нашите домаќинки прават пифтија или пача, така на многу места се вели, токму за овој ден, но ние денеска ќе правиме свинско месо во зеленчук. А кој ќе ни го прави? Ќе ни го прави една за мене многу драга личност која што јас многу ја почитувам, пред се затоа што е многу набожен, затоа што го сака Бога и го носи во себе, затоа што е градител на цркви, затоа што е човек кој што изработува убави икони, затоа што е човек кој што прави украсни црквички, затоа што тој и го фати крстот во реката Вардар, токму во моментот кога јас бев кума на водици на камениот мост. Јас со радост и со љубов, тој ме нарекува кумо, јас сега ќе си го повикам мојот Војо кумашин, Војо Георгиевски, добре ми дојде. Многу ми е мило што денеска здрави, весели, Господ нека дава на сите здравје, среќа, љубов. Што поише се сакаме, поише ќе успееме во животот. Така е, љубовта е она која што на луѓето им ја дава инспирацијата за убави нешта. Да. Секогаш, ако имаш љубов према некого, и тој ќе има према тебе, и тогаш ќе бидеш поише сака. Така е. И прво треба од себе да гледаш да сакаш, па да те сака. Затоа што не треба да бараме, не велиме ништо возврат, самото ќе си дојде по свое. Од оваа страна повели денеска ти ќе бидеш готвачот, јадењето ќе го стокмим бидејќи ти си мајстор за овие работи. Морам да кажам дека дури кога се црковните празници, ти го подготвуваш јадењето и те бидува за големи казани. Да, ние си имаме еден добар тим за кога славиме, претежно славиме Света Недела, Света Петка и Богородица и Свети Трифун. Тие сме претежно домаќини на тие цркви и готвиме за повеќе народ и имаме добар тим за готвеч, имаме добри готвачи, имаме добри салатери, имаме добри кенлери, така да сакаме прво народот да го услужиме и да се милуваме со нас, затоа што кој ќе дојдат они, ние се радуваме со нив. Со народот, ние се радуваме со народот. Онаму каде што има народ, има и љубов. Има и љубов. Така да затоа сакаме да што поише сготвиме и тоа да биде квалитетно, убаво и народот да ни биде задоволен. Како ми викаш ти, кумо, дојди да видиш колку народ доаѓа на Света Богородица, колку е таму убаво и кога јас дојдов, навистина бев воодушевена од премногу народ, надвор од црквата, внатре во црквата, на светите води, навистина убаво. Сега ракавичките да си ги поставиш поради месото, нели, бидејќи ќе сецкаш месо, сакаме да биде тоа добро. Јас ќе ставам малку масло на тавата, а потоа ќе додадеме ако не е потребно. Бидејќи овој рецепт тебе ти е како АБВГД. Немаш ти гајле за готвење. Поред оваа работа сакам да ги пофалам мојот црковен тим. Така. Што секогаш сме заедно, еве 15 години, домаќинот на Света Недела сум тоа јас и Света Петка, на Свети Трифун ни е Блаже, а на Света Богородица, Златна Богородичка ни е Маки, така да секогаш сме во еден добар тим
во еден добар тим и успешно работиме. Толку години, се што треба за црквата, сега месото ќе го почнеме на ситни коцки. Ти си умееш тоа, затоа јас внимавам, гледам како ти работиш и со мерак си ги работиш работите кои што се во односи на храната и се друго што твоите изработки тоа го покажуваат. Се си има свое место. Браво. Одлично. Сега, бидејќи денеска водокрст, крстот кај вас во Богородица, во базентот се фрла или на друго место сега одите? Пред 3 години крстот се фрлаше во едно базенче убаво и таму го фатив крстот. Така. И таму сум среќен затоа што таму сме скоро нон-стоп со целиот наш црковен тим. И сакам да им честитам на целиот мој тим водици, да бидат живи и здрави, весели и целиот памет да им биде во убавина, не во лошо. Да се прави добро, добро ќе биде за сите нас. Така. Сакам, веднаш можеме да поставим. Не, сега сакаш и кромидот. Добро. Ајде. Да не се мешам во тоа. Сака, многумина ги интересира тоа чувство. Кога се подготвуваш за тој ритуал, за скокање во води, за да се извади крстот, да стигнеш прв. Како се почувствува ти, повеќе пати тоа го правиш? Јас 10 години рипав по крстот, ме погоди среќата, но тоа чувство не може да го искаже човек, се додека не го осети. Затоа е чувството преголемо, а друго е радоста голема кога толку народ, толку верници те гледаат. Значи, душата ти е пуна тие луѓе што те гледаат. Значи, од срце ти плескаат, од срце те гледаат и за нив фактички сакаме да им дадеме еден убав спој. Еден убав спој за здравје и душа на сите. Да бидат живи и здрави, весели и берикет. Ако има здравје, ќе има све. Си доаѓа се на своето место. Све по своје ќе си дојде. Ете така. Прво ќе оставиме кромидот. Добро. По твој рецепт одиме денеска. Покрупно кромидот, затоа што сега ќе го ставиме и месото. И месото. Добро. Убаво, можам јас да внимам. Одма, веднаш кромидот почна да шири мирис. Одлично. Можам јас таму, за да можеш да си ги подготвуваш другите зеленчуци. Да ти помагам. Да. И така сакам да раскажеме, нели, чувството. Зборуваме за чувството. Јас, како верник, повеќе пати одев, нели, на секој пат, на камениот мост, порано се фрлаше во реката Вардар. Да присуствувам и таа една година, кога дедо Владика извика кој да биде кум, моите две дечиња викна, речи мамо, ти сакаш. А јас веќе на устата да речам да. И се случи да бидам и веќе наредната година, кога јас дојдов како кума на камениот мост, ти беше среќниот фаќач на крстот. Ајде сега, тоа чувство раскажи го. Јас бев пресрекна. Тоа чувство беше преголемо за мене, затоа што беше и стварно тогаш и реката беше најголема. И многу народ имаше. Многу народ, многу студ, но срцето ми беше препуно. Така. Кога веќе дојде до фаќањето на крстот, јас бев многу среќен. А среќен бев уште кога видов кој ме дочекува да ме дарува со една убава, прекрасна бела јаволија, со едни прекрасни зборови кои никогаш нема да ги заборавам. И секогаш како човек и како пријател во душата ќе ме носам вас како кума. Многу се радувам затоа што јас бев кума со љубов. Се гледаше љубовта
кон луѓето, вашите зборови што ги кажавте, тоа беше нешто за мене, нешто најголемото богатство. Ниту ќе ме даруваш и да ме дарува со куќи, со богатство, со тоа ми беше најголемото богатство, затоа што тоа што е подарено од вас, кој имам цел живот и го чувам како драг поклон за секогаш. Јас, Војче, тогаш се советував со старешината на црквата, дедо Јован, како да постапам. Си бев на литургии, си се подготвував со погача, нели редот како што оди литијата од црквата. Тој рече, драгче, најдобро ќе биде да ги поканиме сите во црквата да направиме ручек. Јас дарував ручек за сите скокачи, 88 и 88 сребрени крстови на сите, да не паметат по тој ден. Да. И се разбира за тебе, нели, се што треба за еден човек кој ќе се искапе во светата вода, да биде со бањарка, да биде во долен вешчис, во убава бела јамболија, да му биде светол патот. И пиперчета. И беше едно убаво дружење каде што ние се музициравме, пеевме, се веселевме на празникот. Беше убаво, беше убаво. Беше еден убав ден и прекрасен ден кој цел живот ќе го памтам. И пак ќе кажам на сите граѓани им честитам да бидат живи, здрави и весели, да имаат чувство за љубов кон себе и кон сите. Да без љубов, без сакање нема ништо. И ова сакам да го кажеме, Војче, за крстот. Сите приоѓаат да се бакне крстот, нели, за здравје, за среќа. И еве имаше ти таква можност да те задеси собраќајни незгоди во кој што, како што кажуваш ти, колите беа испокршени, но ти остана сосема здрав. Значи ли таа верба силна, тоа сите сме ние вербата во Бог? Најголемата е работа да веруваш. Ако не веруваш во Бога, значи ништо не тука си направил. преспиритетот и да влагаш во црковните храмови. И што сакаш да правиш? Ако ти веќе немаш доверба во него, немате да имаш и просперитет, и среќа, а мислам дека сега последното време народот многу се поврза со црквата. Ја мислам дека ќе одиме се понапред и подобро да ни биде. Секој се бори за да биде поубав живот да имаме. Затоа ги правиме емисиите, значи да ја внесеме или да ја вдахнеме љубовта на Бога во секој еден човек, да го почувствува Господ. И тогаш сите луѓе ќе му бидат убави, Да. Сите ќе ги сака. Едноставно, таа љубов е нишка која што продолжува. Чувствувај се како за тебе. Ако ти сакаш некого, и тој ќе те сака. Тоа е најдоброто нешто во животот наш. Јас сум веќе 3 години пензионер и гледам на секого да направам добрина. На секој начин, што можам да се сврши работа, да се помогне, затоа што ако не ни помогне некој, ние не можеме да просперираме во животот. Ама пак јас викам, Господ има, Господ не гледа, Господ ни кажува, Господ ни помага во секој кога ни е најтешкото. А и затоа ние треба да помагаме кога на човек му е најтешко. Лесно е кога човекот е среќен, тешко е да се најде утека кога му е најтешко и кога му е најпотребно. Кога ми е лесно, кога немам проблеми, може да се снајдеме во животот. Ама кога ми е тешко, треба да помогнеш на човек. Така е, тоа е вистина. Затоа во тежината на еден збор вреди многу. Точно. Еден убав збор од срце, кога ќе го кажеш на човек, треба да... Затоа се вели утеха. А се вели е во тоа утеха. за да му помогнеме на човека кога му е најтешкото. Колку убаво дојде со боичка, еве, паријата. Сега ставиме малку и зелена пиперка. Ќе биде добро. Убаво вака изгледа. Малку колорит да има. Доби и кромидот сија, доби она убава боја. Како велиш ти кромидот да се увари, кумо? Да. Така, добро, одлично. Одлично.
Сега сакам да те запрашам за онаа твоја многу голема работа. Љубовта кон градбите, црковните храмови. Ништо не ти е тешко и на плюс 40, и на минус 5, и на минус 10, да ти отидеш и градиш. И да работи. Така. Ова се случи пред 15 години. Братучет мој беше домаќин на Света Недела и Света Петка. Од негово задоволство, под негово, што знам, духовно, да станам домаќин јас на Света Недела и на Света Петка. Но со тоа што еден услов беше, не услов речено, ево така да он додека е здрав и жив, да види Света Недела и Света Петка направена во камен. Имал голема желба. Имаше голема желба. Јас тој период беше доста ладен. Јас покушав све што можам да направам за него и можам да кажам дека 90% од црквата ја направив Според неговата замисла или уште поубаво? По неговата желба. Замислата беше моја и он веруваше во мене, така да за жал ми почина. Ама отиде, мислам дека отиде и сега сакам можам да кажам и да им честитам на неговото семејство, на неговата фамилија, што ете така уште ме поддржаваат, но јас сепак продолжив да бидам домаќин на таа црква. Еве сега во меѓувреме работам со златната Света Петка. Сум веќе малку при крај, малку зетинчи ќе ни треба. Уште? Еве. И се надевам дека за кратко време и нејзе ќе ја завршиме со благослов на сите луѓе што донираат, што помагаат на таа црква. Ја мислам ќе биде супер. И еве сум среќен. Се отповикуваат ли? Да. Христијаните? Јас сум задоволен од луѓето, затоа што секогаш не тој што сака слободно ќе дојде и ќе си даде. Сам си дарува, да. Сам си дарува. И тоа мене ми е тогаш најголемиот кеф и од радост. Па да ви кажам искрено, секогаш гледам на некој начин нешто да им дадам. Еден чест да им направам и тогаш ги гледам луѓето дека се пресрекни. Кога ете една црквичка ќе им поклонам од срце, значи буквално од срце им ја поклонам таа црква за да имаат спомен од нас, затоа што колку толку нивните пари сакам да ги приложам во црквата. Второ, еве сега работам исто на Света Богородичка. Исто темелно ја направивме и нејзе, од темелно почнаме и вториот дел да го правиме сака камбанарија, што сум голем пресрекник, што сака да биде и камбанаријата и црквата за празникот готово. Јас се радувам што се заврши како што сакаа они и јас сум пресреќен. И додека сум здрав и жив, ќе помагам и ќе работам за црквите. И Господ ќе ти даде. Кажи ми дали уште овие да ги додадеме, ми рече сакаш капак малку да ставиме. Да. Добро. Сега можеме да ги Тоа ќе додадеме. ставиме, не, на крај ќе го ставиме, чека патлижанчето можеме. Добро. И ќе ставиме капакот да ни се диста. Малку да биде изварено. Добро. Затоа што патлижанчето ќе ни пушти водичка. Ете така. Супер. Мириса на убаво. Така да сакам на сите Колку е пријатели, роднини. убаво ова. Ја сега малку вегетичка, солца. Тука имаш, да. Сол. Јас сол ставам од рука. Сега со златна важица. Да. Затоа тука ни стоат.
да биде убаво, интересно. Значи ќе сузо. Ова оригано имаш ако саваш малку на мевцето или не додаваш, бибер ако сакаш. Биберче обавезно. Еве ти биберче. Место без биберче не ни иде. Не врви како викаме ние. Јас ќе подготвам пак чај, да пиеме чај, бидејќи и ти служиш чај, кога ти идат верниците таму. Да. Ајде да кажеш, кога доаѓаат верниците во црквата Света Богородица има води, исцелителни води. Зашто најмногу помага водата? Па, луѓето, сите денеска имаме по некој проблемче, секој си доваѓа... Како се вели со верба, нели се... Доваѓаат во нашите храмови за верба и за поштовање некое за да даде Господ. Така. Ново, приново. Така, за бебенца. За бебенца, за луѓе што се малку по така оптеретени со нервози, наоѓаат некој мир и спокојство во самата црква. Претежно си зимаат луѓето и водичка, си поседуваат до црквата и идат со мир и со спокојство. Можам да кажам, еве и јавно ќе кажам, дека откако сме пред тоа сигурно има многу добри резултати што луѓе немале дечиња. Бележите сведоштва. Да, имаме сведоштва, да, бележиме сведоштва. Господ им подарил дечиња, ни доваѓале со дечињата и ден денеска ни доваѓаат со малечките, со радоста, така да и ние сме пресреќни кога има успех, кога има слога меѓу луѓето, кога ќе дојда со нас, слободно се дружиме, така да и ние сме среќни, со тоа. Ајде сега ќе одиме и со фотографии, да ги погледнеме фотографиите кои што ти ми ги прати. Гледај во мониторот за да можеш да ми ги... Ова, добро. Еве се, ајде да ни раскажеш кој е, што е. Ова црквичка е? Ова е фурна некоја? Црквичка, не, ова е црквичка, градена е за наша, за мојата сопруга. Така. Ова е градена за мојата сопруга, за жал што не е меѓу нас сега. Но еве црквичката е вековна. Успеа, да има нешто спомен. А оваа црква е правено во Дебарско. Водичка извирала таму вода и дојда луѓето да им се направи едно као свето местенце, една убава црква, им подари икона и црква таму да си ја има. Од Карпата извира водата. Да, од Карпата водата извира, така да, овие се спремни цркви за доработка. Добро, за пријатели. За пријатели и пошто секоја година ние избираме кум за црквата, ова е Света Петка, сега што ја градиме, и е во село Кучково. Село Кучково е меѓу најбогатите села во Македонија со 11 цркви на многу мал простор. Браво. Така да е многу убаво и да се отиде и да се види. Има прекрасна шума, борова шума. Луѓе можат слободно да дојдат да се одморат умал, а ова е дел од Богородица, последната градба кон банаријата. Сега ова што го правиш? Да, ова е последната градба што ја градам, кон банаријата на Богородица, на домаќинот на Маки, Маријан, од Ѓорче Петров. И на сите од Ѓорче Петров им честитам утрешниот празник. Така. Многу убаво, везена си ја направил. Везена. Многу убава. Така да се овие мој делак што, кога немам работа, си наоѓам сам себе работа, си измислувам некои си работи, така да... Кој што се е како сувенири, ова е фонтана. Ова е фонтаната. Изградена за себе,
Ова е Јас и мојата ти. кума. После Водици снимаме една сладка емисија и Така. тоа животно ќе ја памтиме. Преубаво, преубаво. Еве, за навек За кумството. навек кумството и секој ќе се го памтиме. Да. Ова е црквата Богородица, која од срце сум ја градел година и пол. Само е црквата. Од надворешно од земја до кров е градена само јас со неколку мои души што ми помагале и сум радосен. Затоа ти е радост. Затоа што имам многу добар црковен одбор, многу добро се слагаме, се дружиме и ден денеска ја мислам дека ќе си продолжи дружењето до крај со нив. Додека не држат годините, здравјето. А ова е делот кога го фатив крстот, подарок од кумата Драгица, од господјата Аларова, иконата. Да. Тука и моето семејство. Да, семејството на кума Драгица, можам да кажам. Да. И можам да кажам големи честитки на Скопски пазар што ми подарија некои работи. Ете, поздрав и до нив. Ова беше стварно убав ден. Ти ја имаш веќе дома врамено. Ова е во твојот дом. Тие ми се најголемите дарови. Така, ова е подготовката за скокање. Ова е подготовката за скокањето по крстот. Тогаш беше доста ладничко и доста голема вода, тама ете Господ сите отидо, рипна, ние двајца си останаме последни. Ете. Господ ни го даде нас. Како да ви го прати. Да. Така. Ова е крстот што го фативме. И ти тука си го врами, исто си го направи за тебе, за дома, за среќа. За споменот. За спомен. Многу убаво. Браво. Одлично. Сега Преубави фотографии ни сподели. И јас ќе ја средам, ти гледај си ги твоите задачи. Ова е една моја добра икона изработена дури пред 15 години, што со љубов ја градев, ја правев, и ете остана пак во мојот дел, беше планирано за друго, сега беше остана во мојот дом, што никогаш веќе не мислам дека ќе ја оставам на мојата керка, мојата внука. Една керка имам, една внука сладка, пресладка, таа ми е најголемото богатство на светот. Браво. Браво. Ама и преубаво. Мозаикот е од камчиња. Ова е работена на платно и мозаик од камчиња. Не. Сега има, сега претежно има по нашите складишта, ова е ризла. Може да кажеме ризла, што веќе во бој. Да, така се продава. Така се купува и така се гради. Ова е златен прашак. Обично тоа е масна боја и платно. Многу преубаво. Преубаво. Се надевам дека овие спомени ќе ги имаме за стално и ова е нешто што не се веќе нема да се повтори и да се изгуби никогаш. Ако ги чуваат нашите идни поколенија би требало. Нашите поколенија ако ги чуваат, така да јас ќе се радувам да ги има за цел живот. Така. Преубаво. Јас овде ја намалив малку температурата за да сега ќе ставиме малку. Рече за шмек. За шмек ќе ставиме малку јаволка. Ти рече дека во ова може да се додаде овоше, но најубаво било слива. Најдоброто е да има слива. Слива исецкана во коцки, така да ќе биде уште повкусно. Ама и јаволката ќе ни даде еден убав вкус. Го додадов и лукчето внатре, да знаеш дека нема проблем. Тоа лукчето, а без лукче мевце нема. Мора да има лукче. Навикнати македонската храна да биде ние сме навикнати на лукче, на кромиче. Така да ни треба. Ете така. Како умешно си ги сецка. Шубаво си ги сецка, си ги вести, мераци. Чекам јаболкото да орашиш, па да ја покажат колегите црквичката која што ја донесе и која што ги краси нашите сталажи. На крај ќе го ставиме. Магданошчето ќе оставиме на крај. Добро.
Ете така. Можеме се да го поклопиме. Пак да го затвориме? Да. Добро. Јас ја намалив, затоа Ако. исклучив. Ете така. Ете, мераклиски си ги работи, си ги реди работите. Сега сака, еве камерите веќе ја покажуваат твојата црквичка која што ја донесе и ни е овде. И која е црквичкава? Ова е Свети Никола. Свети Никола. Ова веќе ми е направена за годинашниот кум за Света недела. Сакаш да го даруваш Да, пошто сакам да дарувам на секој кум кој ќе ни дојде за слава, кој се пријавува за славата, да има еден поклон од нас, да се сеќава на нас барем. И многу интересно. И секоја година по две цркви давам, пошто имаме и Света недела и Света петка, ни се слави и на двајцата кумови добиваат по една црква. Еден поклон од нас за да се сеќаваат, да им даде Господ среќа во нивната фамилија, во нивната семејство. Да, на сите па и на нас. Јас така викам, на сите па и на мене. Ете така. Добро, ова тука готово е пред крај. Што треба да додадеме? Сега ќе оставиме и магдоносчето. Добро. Јас ќе ти ги додадам од оваа страна и пиперката и магдоносчето. Зошто јас овде ќе го читам и рецептот на денот. Како сладко убаво мирише. Мириса. Веќе колегите велат вака многу убаво мириса, под вистински готвач како може да биде. Уште едно топло лепче. Уште и човек да си каже, сега ќе ставиме сувата пиперка на крај. Она може и љутка. Така. Ама кој јаде љуто, може и љуто да стави. И љуто да си постави. Сега имаме еден убав вкус. Ајде додека. Јас претежно си готвам со повеќе зејтинче. Да. Па добро, некој додава и масла, она свинска мас, но ние тука готвиме со масло. Не ставаме свинска маса, ретко сега веќе готвиме луѓето. Малку се и ние станавме малку. Не и да се внимава. Не. Треба да внимаваме. Ние сме во годинчиња, така да треба малку и да внимаваме. Така. Супер. Јас ова сега ќе го исклучам, зашто не ти е потребно долго време. Еве така, нека биде сосем на единица, а јас го барам рецептот на денот. Ајде да видиме што се нам ни е потребно за денешниот рецепт. Што се нам ни е потребно за денешниот рецепт? Свинско месо во сос, 300 грама свинско месо, 2 пиперки, 3 суви пиперки, 2 домата, 1 главица кромит, 2 до 3 чешниња лук, едно мало јаболко, масло, сол, бибер и други зачини по желба, кој како си сака. Еве, тука веќе јадењето ни е готово. Ние ќе го поставиме и во нашата украсна чинија. Полесно може би, или тука уште малку сакаш? Добро, еве ти е чинијата поставена. Да го пуштиме малку. Еве уште малку ќе ти додадам. Чајче да се напиеш. Сега ќе се напиеме чајче. Ете така. Да се напиеш чајче. Сега да направиме нешто ние за украсување. Аз, се извинувам, јас ти ги повлеков украсите. А ти си спремен. Сега ќе направиме едно убаво украсување. Добро. Одлично. Се си има своји нишани. Да. И убавини. Ете така, браво. Без да те подсетам ти самиот. Одлично. И кажи ми сега, бидејќи уште малку имаме до крајот на емисијата, твоите идни планови, имаш ли ти или плановите ти доаѓаат у моментот? Идни планови, Господ само да ни дава здравје, да можеме да работиме. Тоа е. Јас сакам пред све да кажам и јавно да речам дека на целиот мој народ сакам добро здравје, да се сакаат, што поише да се сакаат и да се поштуваат, затоа што
тоа ќе не радува на сите и на нас и Господ ќе не дарува со такво здравје. И ќе не држи заеднички. Да. Исто тоа го сакам и за себе, да ми даде Господ здравје на моето семејство, на моите пријатели, секој кој ме знае и не ме знае, да бидат живи, здрави и весели, затоа што со весело срце секогаш ќе просперираме и ќе успееме во животот. Така е. Ако сме тажни, да си побараме помош во пријателот. Да Пријателот си ја кажеме маката. да си ја кажеме, затоа што сега сите сме со маки. Немаме денеска човек без мака, така да ќе ни биде многу поубаво. Готово е. Можеме веќе јас да го исклучам, ти ќе си го сервираш и украсиш. И сме пред самиот крај на денешново наше другарување, кое што беше навистина убаво и за мене, верувам, занимливо и за нашите гледачи. Јас се надевам дека на некој начин ќе бидеме како што треба да им покажеме. Прво го додаваш мевцето, повеќе. Да. Ете така. Кој си знае, тоа е тоа. Се е убаво, и сите вкусови, и сите бои. Да. Значи, на целиот зеленчук што го додаде во самата храна, се гледаат сите бои. Браво за тебе. Додај ми ја тавата, јас ќе ја повлечам, а ти работи си таму твоите украсувања. Ете така. Одлично, дај ми и таа. Секи ти повлечам сега. Мераклиски, нели? Готово, пред крај сме, веќе го украсуваме и за да ни биде чинијата убава. Празнична ни ја направи Воја. Празнична едно макдоношче сега. Немаме тука исечено, но Не, цело. мислам дека е За горе. Бидно. Добро. Ете така. Сега ни е супер, додај си едно лукче, вака. Можеме и така. Ете така. Можеме и за да така. ни биде интересно. Да. На самиот крај сме и јас многу се радувам што денеска беше мој гостин и на нашите гледачи во нивните домови. Ете, успеавме на некој начин да доловиме чувства од празнувањето и да кажеме каква е твојата работа и колку да се сака Бога. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас и на вашата телевизија што ме поканивте, а најповеќе на тебе. Ти благодарам. Од срце. Ти благодарам. Од срце ви пожелувам на сите успех, здравје и среќа. Амин Боже. Ете, на самиот крај, драги мои, и на самиот крај ќе се поздравиме со поздравот Бог се јави, на вистина се јави, верувајте, Божјата сила е најголема, сакајте се, внесете се во вас, во самите, преку молитва и дарувајте љубов. Ве сакам.